Вие сте на програмата на КТВ. Добра вечер, почитувани гледачи. Уште едно издание на информативната емисија ТВ Објектив. 2 години од актуелниот состав на Советот на општина Кавадарци. Како работеше Советот, кои проекти се поддржани од страна на советниците, што е следно што ќе се работи, каква е оценката за сработеното во овие 2 години. Вечера во ТВ Објектив ќе дознаеме од првиот човек на Советот, председателот доктор Стојан Чорамов. Тој е наш гостин во студиото. Докторе, добро ни дојдовте. Ви благодарам на поканата. Голема чест и задоволство ми е денеска да бидам ваш гостин во вашата емисија ТВ Објектив и накратко да направиме една ретроспектива на тоа каде е Кавадарци, каде е Советот на општина Кавадарци во изминатите 2 години, што е ветено реализирано и да ги запознаеме гледачите за нашите идни планови во останатите 2 години од нашиот 4-годишен мандат. 2 години веќе помина од овој состав на Советот. Каква е оценката, како помина, брзо ли помина овие 2 години? Така. Во 2021 година на локалните избори ВМРО ДПМН и коалицијата освоја мнозинство во Советот на општина Кавадарци од 19 советници и заедно со градоначалникот Митко Јанчев освоивме убедлива победа во Кавадарци. Со освоеното мнозинство го олеснивме патот на полесна реализација на нашата предизборна програма, која беше со мнозинство и за градоначалник и за листа дадена од жителите на општина Кавадарци, за што сме му посебно благодарни, меѓутоа ни даде голема одговорност за тоа како ќе се движи градот во наредните 4 години. Ние се наоѓаме на половина од нашиот мандат и слободно можем да кажем дека заедно со градоначалникот Митко Јанчев изборната програма во општина Кавадарци, која беше етаблирана и дадена пред нашите кавадарчани 2021 година, е 70% реализирана. Како и во претходниот мандат на градоначалникот, се надевам дека нашата предизборна програма ќе ја реализираме пред истекот на нашиот 4-годишен мандат. Во однос на Советот на општина Кавадарци, ВМРО ДПМН и коалицијата има мнозинство од 10 советници, одлично функционираме заедно со градоначалникот и се трудиме нашето мнозинство во Советот на општина Кавадарци да не го наметниме над малцинството во Советот на општина Кавадарци, туку секогаш заедно да ги употребиме силата на разумот и моќите на аргументите за да ги убедиме советниците и граѓаните дека одлуките на Советот се за добробит на жителите на општина Кавадарци. Вие имате една благородна професија, доктор, специјалист, интернист и сега сте председател на Советот. Како ги спојувате овие две работи? Активни сте и како председател на Совет, меѓутоа активни сте и на работното место. Да бидем искрен, кога влегов во пред 2 години да бидем носител на советничката листа на ВМРО ДПМН, за мене беше прв и голем предизвик кога влегувам во политичките води. Искрено не е лесно, меѓутоа се трудам, како што и ветив, на жителите на општина Кавадарци, како што треба одговорно, честно и честито да ја водам функцијата советник сега и председател на Совет на општина Кавадарци, и како му се потребно да бидам и лекар, лесно достапен и се во интерес на жителите на општина Кавадарци и на општа болница Кавадарци, која да не заборавиме дека е регионален центар кој опфаќа 4 општини: Кавадарци, Росома, Неготино и Демиркапија, каде што и како мора да се трудиме да го одржиме нивото на здравствена заштита пред се за нашите жители и за регионот. Сега за сега во овие 2 години сметам дека и едната и другата функција и како лекар и како председател на Совет ги вршам комплементарно, се во интерес за моите пациенти, за жителите на општина Кавадарци и се надевам дека во тој правец ќе го завршам мандатот уште 2 години до 2025 година. Имате ли амбиции за градоначалничката позиција? Искрено, сега за сега не сум размислувал на таа проблематика. Мојот мандат како носител на советничката листа на ВМРО ДПМН ми е даден како да бидам прво носител, сега и председател на Совет. Не сум размислувал и нината не знам што ќе донесе. Така.
Дали пациентите кога доаѓаат знаат да се пожалат на одреден проблем, да побарат нешто како председател на совет, нели да го истакнете како проблем, да се реши и така натаму. Да, има случаи кога се цум на работното место да има и такви барања пред се од пациентите да излезат надвор нивниот плафон на барање кога се во ЈЗУ општа болница Кавадарци на моето работно место. Меѓутоа се трудам да помогнам колку што можам и за нивната здравствена состојба и да бидам кооперативен, да најдем и заеднички проблем кој што ги тишти или кој што ги демни во општина Кавадарци, а е надвор од нивниот здравствен билтен. Рековме на половина од мандатот, како прв човек на Советот, како ја оценувате досегашната работа на Советот? Така. Советот на општина Кавадарци во овие 2 години мислам дека одлично функционира, одлично донесе доста крупни и важни одлуки за општина Кавадарци. Заедно функционираме внатре со независната група на господинот Јован Златевски, независната група на господинот Ристи Сакалиев, со Социјалдемократскиот сојуз. Искрено на одредени теми и на одредени проблематики имавме и различни мислења, меѓутоа се во духот на демократијата, со излагање на силата на аргументите од различен пристап на дејствување на самото општество, сметам дека поминавме 2 успешни години. Искрено на одредени теми од општественото дејствување имавме и различни размислувања и различни гледишта. Нашиот политички опонент Социјалдемократскиот сојуз својата енергија некако како да ја од страна гледање насочи кон градоначалникот господинот Митко Јанчев, повеќе него кон ВМРО ДПМН како политичка партија. Меѓутоа тоа е нивен легитимен и легален став. Тие така се одлучиле, дали е тоа исправно или не, ќе си го кажат гласачите за 2 години. Да не заборавиме дека тоа го прават со еден од најуспешните градоначалници моментално во Република Македонија, кој го поминува својот втор градоначалнички мандат. Покажа многу за Кавадарци, неговата доверба на изборите 2021 година со 75% глас за Митко Јанчев од излезениот електорат. За него и за нас како политичка опција ВМРО ДПМН беше голема одговорност, меѓутоа патот кој го дадоа кавадарчани мора да се спроведе, односно кога ја добивме довербата, мора таа доверба и да ја оправдаме пред нашите жители. Имаше одредени точки каде што се сложивме пред се во одредени точки во образованието, како да се движи образованието, одредени проекти од кои бевме поддржани. Имаше и одредени гледишта пред се при донесување на буџет, при донесување на одредени културни манифестации. Свети Трифун Тиквишки Грозбер според мене не бевме на висината на задачата да пружиме едно единство како советници, бидејќи пред се сме избрани од жителите на општина Кавадарци. Меѓутоа секој си има различен легитимен и легален став. Дали е точно или не, сметам дека граѓаните треба да судат. Градоначалникот Јанчев наметна едно друго темпо на работа, силно темпо, обемни седници на Советот, со обемен дневен ред. Сте пристигнували? Градоначалникот Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци во изминатите 2 години може да се пофалат со транспарентност, со отчетност, со домаќинско функционирање, со многу работа. Значи, работливоста на градоначалникот и во првиот и во вториот мандат заедно комплементарно подпомогнат со Советот на општина Кавадарци на едно исклучително високо ниво. Импликација има за тоа е поубаво Кавадарци, почисто Кавадарци, помодерно Кавадарци, финансиско стабилно Кавадарци. Ни беше од нашиот политички опонент сугерирано дека општината само што не е влегла во негативно салдо, дека финансиските импликација на општината е слаба, за ние во март месец да добиеме признание од реномираната UNDP дека признание за успешно финансиско работење на општина Кавадарци, така да сметам дека сме на прав пат да ја оправдаме довербата на нашите жители од општина Кавадарци. Докторе, во Кавадарци се гради, се работи, се менува ликот, велат кавадарчани, меѓутоа и луѓето кои доаѓаат на гости во Кавадарци, кои што поодамна не биле овде, велат дека Кавадарци е со изменета слика. Се реализираат проекти поддржани од централната власт, меѓутоа и со пари од буџетот на општина Кавадарци. Што е сработено во овој дел? Така. Во овој дел во овие 2 години и при сите мои изјави пред медиумите, јас кога е во интерес
гласот на кавадарчанецот, кога е неговата подобра живеачка во неговото место, јас проектите не ги делам на централна и на локална власт. Дај Боже Кавадарци доди напред, да личи европско Кавадарци, а добробит е кога средствата се одобруваат и од централната и од локалната власт. Често пати со нашиот политички опонент имаме жолчни дискусии дали средствата се од домачинско работење на буџетот на општина Кавадарци или од централната власт. Меѓутоа да не забравиме дека кавадарчани по стапка на невработеност и во стапка на полнење на централниот буџет се први и втори во нашата држава. Така да кавадарчани заслужуваат според тоа што го даваат како допринос кон оваа држава, тие пари да се вратат назад. Голема штета е што тој закон за децентрализација уште не е комплетно дооформен и е проблем на функционирање и на сите општини, за да се види дали успешното менаџирање на општината како градоначалник, како совет, како политички дејства тука се вложуваат назад на нашите жители. Така да сметам дека во тој план само со комплементарност и поддршка со проекти од општинската власт, со пари, со домачинско работење на општинската власт, заедно со централната власт, кавадарчани ќе имаат бенефит и тие ќе имаат успех. А со нив и сите ние како политички чинители заедно. Како што рековме, 70% од предизборната кампања на градоначалникот и ВМРО-ДПМН како политичка партија е исполнета и е реализирана. Во однос на проектите, јас ќе ги спомнам проектите ветени, а реализирани во овие 2 години. Ќе го спомнам под број 1 нашиот најголем капитален проект, кој беше отпочнат од претходниот совет и градоначалникот, а во вториот мандат, а наш прв мандат како советници беше пуштен, тоа е градскиот зелен пазар, каде што можеме да се пофалиме со еден зголемен обем на работа на самиот зелен пазар, една прекрасна хигиена, лесна прегледност на артиклите, задоволни купувачи, уште позадоволни понудувачи на роба. Така да сметам дека градскиот зелен пазар заедно со двете нивоа на паркинг заликува едно модерно, урбано место за пазарување и сметам дека тоа е прекрасен капитален објект кој се изгради со пари на жителите на општина Кавадарци. Прекрасно завршено здание. Потоа би го спомнал во делот на улица на реконструкција на фекална атмосферска и водоводна мрежа грантот од КВФ, Банката на Сојузна Република Германија, тоа е од околу 2,2 милиони евра грант. Во моментот се завршени 8 проекти, се изведува последниот проект на улица и на булевар Македонија, комплетна фекална одвојување од атмосферска канализација и водоводна мрежа. Да не ги забораваме тука и заштедата од 130.000 евра од грантот, каде што преку јавното предпријатие Комуналец беше купено скип и багер. Една голема благодарност до Сојузна Република Германија преку овој грант, значи кај нас народот во минато беше учен, тој што работи како градоначалник и совет што се гледа над земјата е успешност. Меѓутоа да не заборавиме дека ние Кавадарци при големите поплави имаше реално голем проблем и со излевање на коритото и на реката Луда Мара, по улиците имаше доста вода, така да се надеваме дека со овој грант од КВФ банката од 2,2 милиона евра ќе ги решиме клучните точки на излевање на атмосферската вода и сметам дека тоа ќе биде голем добробит на жителите на општина Кавадарци. Во овој правец би го спомнал и реализација, продолжување на минорното и мајорното корито на реката Луда Мара до новата болница, каде што ќе се створи едно пешачка зона од новата болница до Ватоша, заедно со патеката до Моклиште. Сметаме еден одлично место за забава, за рекреација, за движење на нашите кавадарчани. Лекарите велат треба движење. Ја користиме ли велосипедско-пешачката патека доволно, се менува ли свеста кај граѓаните во поглед на овие здрави навики на живење? Веќе во Кавадарци имаме такви урбани простори. Така. Искрено, јас сум голем љубител на велосипедизмот. Често ја посетувам патеката до Моклиште од 12 другари, заедно со коритото на кејот на реката Луда Мара. Посетеноста е голема, како на пешаци, така и на велосипедисти. Разговарано е со градоначалникот Митко Јанчев за да се направи процес на одбележување на самите велосипедски патеки. Сметам дека се работи на тој дел. Во наредните 2 години ќе се изготви проект за
проширување на тие велосипедски патеки. Колку за информација на јавноста, планирана е за 2024 година до фабриката Дрекслер Мајер изработка на таква велосипедска патека и од десната страна на патот Глишич-Марена изработка на тротоар за движење заедно со ноќно осветлување со канделабри. Значи, жителите од Марена да имаат од десната страна на патот заедно осветлување, патека за движење тротоар. Тоа сега во моментот го нема, тоа може да се користи и за велосипедизам. Така да, кога ќе почнеме од потекот од Марена до Моклиште, ќе има една прекрасна место за рекреација, за движење, за полесен пристап на нашите жители и тоа се во нивни интерес. Исто така, значи, и изработката, здраве Боже, до крајот на оваа година и наредната, на почеткот на 2024 година, значи на минорното и мајорното корито од мостот на Видео Смилевски бато до новата болница во Кавадарци. Ќе продолжиме со она што е реализирано. Да. Прво би почнал во делот каде што општина Кавадарци заедно со владата на Република Македонија изработија во овие 2 години. За поздравување, се надеваме дека заедно во наредните 2 години ќе го продолжиме тој пат. Тоа е проектот на поврзување на локални патишта помеѓу грант од Светска банка, помеѓу Македонија и Светска банка преку Министерството за транспорт и врски. Тоа беше околу од 1.100.000 евра. Во општина Кавадарци во овие 5 години се изведуваше во 3 фази. Во првата фаза беше улица булевар Илинденска, Пионерски и Браќа Ѓунови. Во втората фаза беше Западен булевар и Дисанска и сега во третата фаза во нашиот мандат како совет во овие 2 години, тоа е улица Максим Горки, Слога, Велјко Влахович и Димката Ангелов Габерот. Потоа преку ТАВ програмата на владата 500.000 евра беа дадени за водоводната линија на Брушани, каде што заедно со Советот на општина Кавадарци и од средства од буџетот на општина Кавадарци беа проширени заедно со со приклучоци за Ресавски Брушански залив на водоводни приклучоци. Тоа 450 беа реализирани, уште за 2024 година се планирани уште 200 нови приклучоци за водовод. Преку ТАВ програмата бија спомнало и патот за Дреново, проектот до околу 700.000 евра, каде што од регионалниот пат до село Дреново се направи нова гребење и нова асфалтна постава на проширување на самиот пат за Дреново, бидејќи знаеме дека беше во многу лоша состојба тој пат со дупки. Така да тој проект беше од владата преку ТАВ програма за добробит на жителите на село Дреново. Во однос на комуналната изградба од сопствени средства, тука ќе го почна моето елаборирање, значи со реконструкција на фасади и згради, каде што беа вложени околу 12 милиони денари, завршени се 12 реконструкција на фасади на згради, остануваат уште 10 за 2024 година. Потоа во 2023 година се изврши пробивање на улица 25 мај спој со улица Ѓуро Ѓаковиќ, втора фаза. Тоа беше околу 20 милиона денари инвестиција од комуналната изградба за 2023 година. Потоа асфалтирање на улици, тоа е улица Лазо Асијата, тоа е над споменикот Киро Крстев до Калница. Тоа е комплетна улица со атмосферска, фекална и водоводна канализација, со канделабри, со тротоари, кошта 20 милиони денари. Потоа Западен булевар Коњски дупки. Во првиот мандат на градоначалникот Митко Јанче беше прва фаза. Ние сега ја продолжиме втората фаза од Западен булевар до Коњски дупки, која е 23 милиони денари, и пробивање на улицата 25 мај, значи со Ѓуро Ѓаковиќ, втора фаза, тоа е 20 милиони денари, 60 милиони денари само од овие 3 проекти што се од средства од буџетот на општина Кавадарци беа реализирани за добробит на нашиот град. Ипак се работи за 3 трансферзали на периферијата на Кавадарци кои како ќе го растеретат централното градско подрачје. И тоа и даваат можност за проширување на градот. Точно, даваат можност за проширување, за користење, се излезе и во добробит на собствениците на имот во тие места, каде што нивниот имот од земјоделско во градежно земјиште се трансферира и можност за поголема заработка, за продажба на нивниот имот за многукратно поголема
цена и тоа стана атрактивно место за ширење на градот и на периферните места од општина Кавадарци. Тука би ги спомнал и улицата Домовица покрај Расадникот. Тоа е улица што ќе води до стационарот на што се гради во општина Кавадарци, тоа е 10 милиона денари. Улица Населба Бел Камен, 4 и 5 улица, тоа е 10 милиони денари. Улицата Ило Костов до Чиро Спанџов, 6 милиони денари. Би го спомнал поплачувањето на улици во сите урбани местни заедници во општина Кавадарци. Во буџетот на општина Кавадарци за тоа беа предвидени 18 милиони денари. Кавадарци не заостанува како за централното, така и за руралните средини. Значи, подеднакво ги распределува средствата од буџетот и помага и во нашите рурални средини. Значи, поплачување на улици, тука би ги спомнал во село Крњево, село Раец, село Возарци, Ресава, Горна и Долна Бошава, село Дреново и Шивец, тоа е некаде околу 8 милиони денари. Реконструкција на фудбалски терени би спомнал отприлика околу 2,5 милиони денари. Тука би ги спомнал на спортскиот центар Јасмин и во реконструкција во Глишич, на спортскиот центар во Глишич. Изградба исто така на потпорниот зид на улицата 25 мај, тоа беше 2,5 милиони денари, така да сметам дека општина Кавадарци се движи во една правилна траекторија во однос на интензивната комунална изградба која се пружа во 2023 година, а истата ја имавме и во 2022 година. Многу од овие проекти, председателе, доаѓаат и од граѓаните на оние средби кои што кога се подготвува буџетот и програмата за наредната година, секогаш советот, градоначалникот се на терен ги слушаат потребите на граѓаните, голем дел се нели од овие реализирани работи и нивни барања. Така. Градоначалникот и советот на општина Кавадарци заедно од прилика во ноември и декември пред донесување на буџетот на општина Кавадарци излегуваме и со секоја местна урбана заедница и со рурална заедница се согледуваат проблемите на заедниците и на руралните и на урбаните, каде што се излегува во пресред, односно буџетот при концепирање и при изградбата на комуналната дејствија за наредната година секогаш се повикуваме на тоа што му треба на нашите жители на општина Кавадарци. Во тој правец ќе продолжиме и во наредните 2 години, односно комуналната изградба мора да дојде од народот и да биде реализирана за народот. Во овие 2 години, следејќи ги седниците на совет и носењето на одлуки, можам да забележам дека се посвети и се посветува доста внимание на образованието, на спортот. Еве на ваш предлог се наградуваат учениците кои што се талентирани и освојуваат награди на надпреварувања како во државата, така и надвор. Меѓутоа се одвојуваат средства и се носат позитивни одлуки во делот на зголемување или проширување на опсегот на спортот. Така. Ке почнеме со образованието. Значи, кога станав председател на совет и носител на советничката листа на ВМРО-ДПМН, образованието и пикот на образованието беше мој прв најголем дострел. Ние како град и како држава мораме нашиот начин на функционирање кон европско модерно Кавадарци, со тоа и Македонија, да го правиме само врз темелот на образованието. Во животот се е менливо и менливо. Капитал, функција. Старите велат, само 2 работи се вечни. Тоа е вистината, која е како шило, и образованието. Токму во тој дух, во ширење на самото образование и кон ширење на проширување на науката и восприемање на нашите ученици од основните и средни училишта дека нивното просперирање е само врз терет на образованието и ширење на својот образовен дострел, јас во текот на првата година кога стана председател на совет дадов одлука заедно едногласно изгласано од целиот совет на општина Кавадарци, прифатен амандман за ребаланс на буџет, тоа е исплата на еднократна на првачињата во општина Кавадарци на бројот на запишани, тоа беше за 21-22 година, 2000 денари еднократно од прваче. Оваа година ја продолживме таа традиција со тоа што со градоначалникот Митко Јанчев го зголемивме буџетот. Сега е по 2500 денари за секое запишано прваче на територијата на општина Кавадарци, еднократна исплата. Значи
350 првачиња се очекуваат на 1 септември 23 година и затоа ние одвоевме негден буџет околу 950.000 денари, каде што едногласно беше прифатена од целиот совет на општина Кавадарци. Оваа година, кога зборуваме за образованието, отидовме и малце понатаки. Тоа беше еден предлог исто така од моја страна даден, прифатен од сите советници. Тоа е, се надевам, и прв во нашата држава проект за наградување на високо талентираните ученици заедно со нивните ментори за поголемо залагање и за лична сатисфакција за нивниот вложен труд према ученикот кој ќе не престравува на меѓународни и на олимпијади надпревари, да добијат еднократна финансова импликација. Тоа е од 3000 денари за ученик кој освоил награда на меѓународно надпреварување или олимпијада и од 6000 денари за ментор. Исплатата на овие пари сега ќе се биде во текот на септември. Секторот образование при локална самоуправа на општина Кавадарци изготви шаблон за тоа колку во учебната 22-23 година ментори и ученици се на број. Значи се работи за 162 ученици и за 65 ментори. За тоа е буџет некаде на околу 980.000 денари. Тие пари ќе бидат исплатени во текот на септември месец. Значи на 65 ментори, професори во нашите основни и средни училишта и на учениците кои освоиле прва, втора или трета награда на меѓународни и на општински надпревари ќе добијат еднократна финансова поддршка од буџетот на општина Кавадарци, една прекрасна благородна идеја и реализација. Се надевам дека во идно време ќе го продолжиме тој тренд, со тоа ќе ја зголеме мотивот и сатисфакција и кај самите ментори и кај самите ученици. Ние со тие финансиски средства можеби нема да направиме многу, меѓутоа ќе биде една капка во мозаикот на самиот ментор и на самиот ученик. И под трето, во образованието, кога се следи настапот на самите талентирани ученици, за пофалба и би го пофалил и одвојувањето на средства од фондацијата Митко Јанчев. Тоа е од Никола Јанчев, се извинувам. Тоа е кога сите првенци на генерацијата во средните училишта при нивното запишување на факултет добиваат финансови средства од самата фондација Никола Јанчев како општествено одговорна фирма Кожувчанка, заедно преку фондацијата, за да се овозможи еден дел од тие лица кои ќе завршат факултет своите општествени вредности да ги имплементират овде во нашите фирми во Кавадарци и заедно за добробит во иднината на Кавадарци, дел од нивните знаења да ги практицираме за доброто и добробит на кавадарчани и на општеството во Кавадарци. Воедно, јас би ги повикал и останатите општествено одговорни компании во општина Кавадарци, се надевам дека бизнис секторот во општина Кавадарци и како допринесува за развојот на општина Кавадарци во изминатите 30 години, заедно да се вклучат во вакви фондации за да се овозможи насочување на самите високо талентирани ученици, за да се доближат до самите компании и еден ден после одреден период токму тие вештини да ги вложат и во тие компании и заедно со нив да го градиме Кавадарци. Во однос на спортот, во однос на училиштата. Така. Сакам да кажам дека општина Кавадарци и како се вклучи во процесот на реконструкција на училишта, значи пред се тоалети, грејење, ладење, термоизолација. Сакам да напоменам дека од сопствени средства во 2023 година беше изградена спортската сала Димката Ангелов Габерот во село Ватоша. Од средства на централната власт беше изградена спортската сала во Страшо Пинџур. Од сопствени средства на општина Кавадарци ќе се градат, распишан е тендерот, познат е изведувачот, во селата Сопот, Марена и Возарци. Тоа беше проекти кога мината недела заедно со градоначалникот Митко Јанчев ги објавивме пред жителите во село Сопот, во село Возарци и во село Марена, каде што тамошните подрачни општински училишта ќе добијат сали од затворен тип,
тие деца ништо да не заостануваат од децата кои се наоѓаат во градското подрачје во општина Кавадарци. Се работи од двојни тоалети, простории за наставници, простории со облекувални, ќе се опремати со реквизити и здраве Боже од декември се распишува тендер за спортската сала четвртата, ветена во нашата предизборна кампања во село Дреново. Кога сме кај образованието, сакам да го спомнам и еден проект од наше едно основно општинско училиште, тоа е основното општинско училиште Тошо Велков Пепето. Таму има проблем со кровната конструкција. Значи Тошо Велков Пепето како школа е едно од најновите основни општински училишта во територијата на општина Кавадарци. Неколку пати е интервенирано до Министерството за образование за реконструкција на самата кровна површина, бидејќи во текот на зимскиот период и во текот на есента се соочуваме со прокапување на самата конструкција. Запознаете е Министерството за образование. Ова година се одвоени некои минимални средства, меѓутоа тука нема да застанеме. Разговор со градоначалникот Митко Јанчев е договорено да општина Кавадарци се вклопи до година, здравје Боже, за да може да се вклучи општината заедно со централната власт, да се изнајде поголема можност на пари за комплетна реконструкција на кровната. Не само делумна санација. Точно, не само делумна санација, за комплетна реконструкција на целата кровна површина на нашето едно најново основно општинско училиште Тошо Велков Пепето. Тука би ги спомнал и комуникацијата на градоначалникот што е имал пред минатата недела и минатиот пат минатата недела кога беше овде гостин во ТВ Објектив, спомна преку Агенцијата за млади и спорт е стапено во контакт за изградба на затворениот базен. Тоа е на местото Лалуна, каде што општината урбанистички тој дел го заврши, го исчисти делот, е распишан тендерот од Агенцијата за млади и спорт за изградба на тој затворен базен и општина Кавадарци има аплицирано за изработка преку Агенција за млади и спорт на тартар површина, на тартар патека околу Јасмин. Значи тоа е изработка со тартар подлога на самата спортскиот центар Јасмин. Така да во тој правец очекуваме соработка, значи со Агенцијата и со млади и спорт, да се надеваме дека од септември, октомври ова есен ќе се почне исто изработка на тој затворен базен на Лалуна. И тоа ќе биде добробит за жителите на општина Кавадарци. Оваа година Советот на општина Кавадарци го издаде на користење базенот, градскиот базен на Јасмин спортската сала. Добро функционира, сега е добра посетеност. Се може ето и јавно предпријатие да го менаџира. Се размислували за збогатување на содржините кога се во прашање тие реквизити, играчки, лежалки и така натаму? Да, до година здравје Боже е планирано да се изработат два топогана во самиот базен, така да сметам дека и во тој правец ќе се прошири достапноста и посетеноста на самиот базен. Ова година имат успешно функционирање, менаџирање, вработените и менаџментот на Јасмин. Кога сме кај спортот, општина Кавадарци издвои 30 милиони денари за функционирање и за реализација на спортот. Тука би ги издвоил и индивидуалните и колективните спортови, потоа училишните спортови, Општинскиот сојуз на училишниот спорт, сојуз на спортови и вложивме во градскиот фудбалски клуб Тиквеш 1930, во градскиот ракометен клуб Тиквеш 2014. Ќе почнам поред. За голема пофалба е фудбалскиот клуб Тиквеш 1930, таму по програма е дадено 10 милиони денари. Имавме добар старт во неделата, завчера почнавме одлично, ја победивме Македонија Ѓорче Петров. Прекрасен старт. Сега гостуваме во Гостивар. Минатата фудбалска сезона ја завршивме на 4-то место. Сметам дека фудбалскиот клуб Тиквеш оди во права насока. При разговор со одговорните лица и менаџментот на градскиот фудбалски клуб Тиквеш се одвојуваат и средства за младинските категории, одредени средства. Имаше одредени импликации повеќе да се вложува во нив. Сметам дека има мегна за работа. Поставеноста на менаџментот е на добра основа.
се надеваме на многу победи и на полни трибини. Недела 17 часот нек ни беше благодет да се гледа полни трибини, така како што наликува, во заедно со менеджментот на градскиот фудбалски клуб Тиквеш и фудбалска федерација се изработи и западната трибина, се покри со нови столчиња, така да се зголеми опсегот и опфатот на посетеноста на самиот стадион. Потоа би го спомнал градскиот ракометен клуб Тиквиш 2014 година, за него се издвојува по програма за спорт 5000 денари, уште 1.000.000 денари се одвоја од буџетот на Совет на општина Кавадарци преку одлука на Совет едногласно за награда на пласман на европскиот челендж клуб. Значи ние ќе имаме сега посетеност на се отворуваме код Европа. Нашата цел остварена, едно големо благодарам на самиот менеджмент кој успеа да направи таква промоција каде што Кавадарци ќе го пробие спортот и ракометот и надвор од границите на нашата држава. Се надеваме на успех. Значи како што ги спомнав, индивидуалните и колективните спортови тук се одбива 4 милиони денари и Кавадарци во однос на спортот на овие 2 години и 6-та година од градоначалникот господинот Митко Јанчев, сметам дека оди во прав правец. Кавадарци покрај јавното предпријатие Комуналец, јавното предпријатие Јасмин, доби уште 2 нови јавни предпријатија, паркинг и градски превоз. Како сте, председателе, задоволни од нивната функционалност? Функционираат ли за подобри услуги кон граѓаните? Јавните предпријатија во општина Кавадарци се на висината на задачата за задоволување на квалитетот на живот на жителите на општина Кавадарци. До пред 5 години ние немавме јавен превоз и јавен паркинг. Ке почнам со јавен паркинг. Значи знаевме дека имаме блокирани улици со хаварисани стари автомобили, кога имаше проблем при паркирањето во централното градско подрачје. Со формирањето на градски паркинг, јавен градски паркинг, се растерети местото на паркирање и метежот на нашите улици. Се стави ред. Сега, после 3 години од самото функционирање на јавното предпријатие јавен паркинг, ние комуницираме за цена на билет. Зборуваме за блок карти, намалување, зголемување на опфатот на самите места за паркинг на градскиот зелен пазар со 2 нови нивоа, проширување на опфатот на места на паркирање на нашите автомобили. Ние сега зборуваме за менаџирање, на овозможување на цена, намалување на билети. Значи, ние праксата и менталитетот на народот полека се насочи. Сега секој кога си го поставува својот автомобил, си плаќа паркинг место. Тоа паркинг место е за добробит на целото општество и на целата заедница. Сега во наредниот период може да разговараме за модалитетите и за начин на функционирање. Пред се во цена на билети и во модалитети на одредени и индивидуални стамбени објекти, каде што имаме одреден проблем за паркирање пред згради, му се овозможи на тие лица да се земат годишни карти, да си купат со повластена цена на годишно ниво. Се ставија рампи само за тие возила кои се жители на тие згради, така да сметам дека тоа јавно предпријатие бележи успех во неговата работа и е во пресред заедно неговата работа како коректор Советот на општина Кавадарци, мислам дека оди во прав правец. Ново јавно предпријатие кое беше формирано во текот на оваа година е јавното предпријатие каде што од сопствени средства на лизинг беа купени автобуси. Тоа е предпријатието Јавен градски превоз. Тоа предпријатие го почнавме, значи, некаде на почетокот на оваа година. Сметам дека менталитетот на користење на јавниот превоз зависи од сите нас. Јас и градоначалникот пред почетокот на годината, како најава за користење на жителите на општина Кавадарци да користат јавен градски превоз, направивме движење со и така ги пуштивме автобусите во линиите за користење, за да можеме да го доловиме дека треба секој жител на општина Кавадарци, колку повеќе го користиме јавниот превоз, толку повеќе заштедуваме и економски на користење на нашите возила и второ инвестираме во животната средина. Го намалуваме загаденоста на нашата општина. Во однос на функционирањето
Тоа јавно предпријатие апсолутно не е превработено, рационално вработено само на возачи и не четворица 5 до 5 луѓе мислам дека се во функционалноста и менаџментот. Сметам дека бележи одлични резултати, значи некаде на дневна основа околу 400 карти се. Во овие месеци направивме пред месец дена ја пуштивме и линии до подкожувието за да можат да бидат и жителите на руралните средини заедно со жителите на општина Кавадарци од централното подрачје во иста линија, значи се линии до подкожувието, до Тиквешкото езеро, до Моклиште, до сите места каде што се поодалечени од централното градско подрачје на општина Кавадарци. И тоа што го најави градоначалникот Митко Јанчев е еден новитет, еве да го најавиме и јас како претседател на совет, сите пензионери од септември-октомври месец ќе имаат бесплатен превоз. Тоа е најава, градоначалникот го истакна пред жителите на Сопот, на Возарци и на Дреново во средбите кои ги имав минатата недела. Значи тоа е една новина која ќе биде за добробит на жителите на општина Кавадарци. Сакам да го поздравам и туристичкото вовче Гроздобрко, која беше донација на Кожувченка и фамилијата Јанчеви. Прекрасно функционира. Кога посетеноста во него е и како зголемена од 12 другари до Моклиште, така да за нашите најмали во овој летен период и во овие горештини, радост за најмилите, сметам дека е правилен потек. Заживеана и патеката, некоја движејќи таму, видов дека децата се навистина срекни кога го користат овој воз и навистина е атракција за нив. Председателе, кога сме кај јавното предпријатие Комуналец, сакам да кажам дека јавното предпријатие Комуналец има 100% реализација на нивната програма во консултации со нивниот менеджмент. За 2023 година би спомнал дека се изврши проширување на возниот парк. Тоа се 2 нови возила за износ на смет, потоа едно комбинирано возило за секторот водовод. Преку грантот од КВ банката како заштеда беа, значи 130.000 евро возможени за набавка на скипи и багер. Се извршува износ на смет на селата во подкожувието, тоа е ново. Редовно перење на улици, одржување на зелените површини. Сакам да го спомнам подпишаниот меморандум на соработка на менеджментот на јавното предпријатие Комуналец со расадникот при земјоделското основно училиште Ѓорче Петров, со тоа да во идно време за цвеќиња не се оделуваат пари од буџетот, туку тоа да го правиме заедно со сопствено производство преку расадникот на земјоделското општинско основно училиште средно Ѓорче Петров. Во однос на вработените, сметам дека и текако треба се задоволни во однос на исплатата на К15 и 13 плата за 2022 година, се овозможи 13 плата, К15 при реконструкцијата на фекалната, атмосферската канализација. Јавното предпријатие Комуналец одвојува одреден дел од сопствени средства, пред се изработка на колекторот на Видео Смилиски бато беше од нивни средства, улица на фекторен колектор на улица Домовица беше од нивни средства. Така да сметам дека Јавното предпријатие Комуналец одлично се врши својата работа, би ги пофалил и во однос на санација на полските патишта на општина Кавадарци за полесен пристап на жителите до нивните земјоделски посеви. Тоа е сега олеснето, каде што СКИП редовно ги проширува тие патишта, се во интерес на жителите на општина Кавадарци. 2024 имаме се уште време, меѓутоа сигурно се планираат проекти кои што ќе се реализираат во следниот период. Што е она на што е фокусирана општината околу планирање? Така. 2024 година е година со големи предизвици и големи очекувања. Се надеваме успешно како и 22 и 23 година. Во однос на проширување на проекти кои се планирани за 2024 година, тоа е изградба на домот за деца со посебни потреби, кошта околу 500.000 евра.
ќе се изработува заедно со содейства со Министерството за труд и социјала, а општината 10% учества во изградбата. Тоа е точка која е донесена на последната седница на Советот на општина Кавадарци. Потоа би го спомнал изработката на Старечкиот дом, кај споменикот Киро Крстев, заедно со Сдруженијето на пензионери и со Министерството за труд и социјала. Се надевам дека овие проектни документации се почнати и Кавадарци ќе добие дом за деца со посебни потреби и старечки дом кои беа ветени и итекако ќе му помогнат и на децата со посебни потреби, каде што ќе се изврши одвојување внатре со оглед на нивните години како во однос на простори, и на старечкиот дом каде што за нашите пензионери, граѓаните од третата доба, да направиме нивниот живот пензионерски во дом кој ќе биде налик на еден урбано место за живење во лице со третата доба. Потоа би го спомнал проширувањето на ГУПот до кон Северен булевар, реконструкција на патот Мрежичко-Мајден. На последната владина седница на влада на Република Македонија се одвоени некои средства за почеток на тој пат, тоа е Мрежичко-Мајден. Потоа приоритет останува граничниот премин Пулјевац. Би ја спомнал обиколницата. Тоа е проект кој заедно со граничниот премин Пулјевац се големи проекти. Обиколницата 6 милиона евра е. На нашата предизборна програма ние како општина можеме да учествуваме со отприлика 1 милион евра. 5 милиона евра треба да бидат од проектот на влада на Република Македонија. Овие големи проекти мора да ги направиме заедно. Значи, тука не смееме да се делиме на политичка боја. Дај Боже да седниме заедно со представници од централната власт и одредени проекти што во Република Македонија и во општина Кавадарци за добробит на жителите и на општината и на државата заеднички да ги решаваме. Во овие 30 години, на жал, каскаме во тој план. Политичката боја сегаш е доминантна при одредени проекти, меѓутоа времето е пред нас, па дај Боже се надевам дека и ние со поладни глави ќе се менуваме на подобро. Тука ќе се осврнеме на едно политичко прашање или она што е актуелно во моментов во Република Македонија, тоа е потребата наметната за уставни измени на патот кон Европската унија на нашата држава. Тука имаме условувања од Бугарија кои што сега се со уставни измени да се внесат бугарите во уставот. Треба да се гласа околу ова. Како човек кој што е на некој начин вклучен во политиката, како гледате и се движи ли Македонија кон Европа, ќе напредуваме ли во тој процес или доколку не успееме со уставните измени ќе останеме тука кај што сме, барем така вели власта? Така. На македонеците и на македонштината не е било лесно и во изминатите и во минатото. Имала многу премрежија, имала многу предизвици. Република Македонија и народот на Република Македонија направија многу отстапки во изминатите 32 години и по секоја отстапка ни беше кажувано само уште ова. Ќе почнеме од почеток. Од самото прогласување на независност на нашата држава имавме промена на име со референца. Потоа дојде промена на знаме. Па имавме Охридски рамковен договор. Па имаме закон за децентрализација. Па имавме промена на име. Па имавме потпишан договор за добрососедство со Република Бугарија, која е членка на Европската унија, каде што беше заобиколена опозиционата партија. И тука сметам дека се направи најголемиот проблем со Република Бугарија, кога во тој процес на добрососедство не беше вклучена комплетната јавност и сите политички чинители во нашата држава. Немавме национално единство. Тоа зошто македонецот во изминатите 30 години прави отстапки и после секоја отстапка ни се вели само уште ова, а ние велиме веќе доста е токму заради тоа што ние немаме изградено и не се трудиме на секој повик за национално единство да се сплотиме и заедно посилни да седниме и да ги решаваме проблемите кон патот кон Европа. Актуелните растички поделби во општеството на проевропејци и антиевропејци, патриоти и предавници не водат никаде.
освен до изолација и до понатамошна ескалација на самата поларизација, кој е најкусиот пат до самоуништување на македонецот. Сметам дека тие теми, патриот, предавник, антиевропеец, европеец, тие се најболните точки кои моментално му тежат на македонецот. Македонското општество и македонското национално ткиво е разединетост и таа разединетост тешко може да се вклопи, меѓутоа, ако сакаме да обстоиме како народ, ќе мора да го направиме тоа. Во таа насока, значи ли дека е добро за македонецот да дојде до една поголема соработка или би рекол заедничко дејствување на ВМРО, ДПМН и социјалдемократите во поглед на обезбедување национално единство и обезбедување на спојување на граѓаните, бидејќи веќе се е поделено по партиска линија? Од страна на нашиот претседател, професорот Христијан Мицковски, беше дадена платформа за национално обединување за оваа точка, меѓутоа таа од страна на власта не беше артикулирана. Ние, кога го одиме патот кон Европската унија, кој е трнлив и кој е мачен и кој секогаш има проблем во функционирање на македонецот бар до сега, се судривме со еден проблем каде што нас ни се сугерира од нашиот источен сосед од Република Бугарија. Проблемот дали ние сме постоеле пред 45 година, 1945 година, или сме нација која е измислена пред тоа. Точно. Значи, не можеме да се делиме дали македонецот е пред 45 година или после тоа. Кога ги оспоруваме ликовите кои се идентитетот на македонштината и на македонизмот, ние имаме проблем во функционирањето. Без признавање и почитување на историјата, без почитување на темелот на македонштината и на идентитетот на илинденците, заедно со партизаните, односно скоевците, каква Македонија ние ќе имаме? Ние имаме проблем на негирање на нашиот источен сосед, на нашиот идентитет. Идентитетот е Илинден. Без Илинден и без Ској и без партизаните, заедно со симбиоза, нема развој на Македонија. Без почитување на нашето минато, нема развој во иднина. Имаме проблем кога во ваков ќорсокак се најдовме, дел поради собствените слабости, што ги нотиравме, а дел можеби и поради непринципиелниот став на Европската унија, која на секоја наша отстапка ни се велеше само уште ова. Само уште ова. Да, ние сакаме да влеземе во Европската унија. ВМРО ДПМН е партија која е за Европската унија прва после независноста декларацијата за Европската унија. И јас како млад човек сакам да бидам во Европа. Меѓутоа, ајде да се надпреваруваме по Копенхагенските критериум по Копенхаген, да зборуваме за реформите во урнисеното правосудство, каде што има 1% од граѓаните верба во правосудството. Ајде да си го средиме прво собствениот двор, да разговараме со нашиот источен сосед за реформи во економија, во животна средина, а да историските ликови и историјата да седнеме да разговараме, меѓутоа да се почитуваме. Најголем проблем е тоа што договорот за добрососедство беше реализиран и беше од страна на актуелната власт без консензус национален со Република Бугарија. Потоа следеа две вета од нивна страна и Македонија влезе во еден политички ќорсокак, каде што сметам дека во моментот искрено многу неблагородно е да се каже како понатаму. Ставот на ВМРО ДПМН на политичка партија каде што јас припаѓам е дека овој состав и сега уставни измени нема да има во овој парламентарен состав, односно ВМРО ДПМН е против уставните измени. Сегаш кога се носат битни одлуки за нашата држава и кога се носат битни одлуки за граѓаните на Република Македонија, секогаш треба да се слуша силата на разумот и силата на аргументите. Во моментот 80% од жителите и од граѓаните на Република Македонија се против уставните измени.
Се вршат силни дипломатски притисоци, тоа го кажа и вашиот лидер дека честите посети од страна на дипломатите се во таа насока да се обезбедат уставните измени. Што очекувате? Можно ли е да се дојде до некој силен притисок и сепак да се добие тоа што го бара нашиот сосед? Поучени од минатото, кога зборуваме за функционирање на одредена болна точка, кога не можеме дома да се договориме како да биде, пред се како политички чинители најголеми два блока СДС и ВМРО, ние секогаш ни требаат медиатори и нас секогаш донесување одредени одлуки е под нивна палка. Апсолутно доаѓаат дипломати, разговараат со нашите политички чинители за тоа како треба да функционира нашата држава и во кој правец да се движи. Такви при промена на уставното име, исто така имаше силна дипломатска офанзива. Тие се во непосредна комуникација и со власта и со опозицијата. Многу неблагодарно прашање, не знам во кој правец сето тоа ќе заврши, повикувајќи се од минатото, знаеме како се сврши и како помина промената на името. Сепак очекувањата се да биде само добро. Лекциите се од слабоста, од личните слабости на македонецот излегуваат на виделина од тоа што ние не можеме да си го средиме како политички партии нашите собствени гледишти и нашиот собствен став за тоа каква Македонија сакаме во Европската унија. Дали сакаме Македонија обезличена, без идентитет или сакаме македонецот да влезе во таа Европска унија со идентитет и заедно со сите европјани да го шириме патот на таа европска успешна бајка. Докторе, доаѓа Тиквешкиот гроздобер, една традиција убава која што говори за историјата на овој крај. Тоа е грозјето, виното како главен белег низ вековите. Повторно во таа чест ќе се слави Тиквешкиот гроздобер. Програмата за оваа манифестација беше усвоена на Совет. Како очекувате да помине годинава? Така. Тиквешкиот гроздобер е неколку децении пред нас, една успешна одлика на градот, културна манифестација која ни идат на гости десетици до 20.000 жители на нашата држава, идат луѓе од страна, една одлична културна манифестација која го отсликува нашето поднебје, поднебјето на грозјето, поднебјето на виното. Останато од минатото традиција која мора да ја негуваме денеска и да ја оставиме патокас како нашите млади генерации треба да ја негуваат и во идно време. Оваа година сметам дека ќе имаме успешна програма. Програмата помина на Совет. Се надевам дека ќе бидат задоволени сите присутни. Кавадарци тие 3 дена 8, 9 и 10 септември ќе биде посетен од доста голем број граѓани на нашата држава, лица од странство, делегации со наши збртемени градови. Има позната и добра музичка програма за сите вкусови, за сите жанрови. Имаме настап на српски звезди, настап на наши македонски групи. Така да сметам дека ќе имаме успешно чествување на овој празник. На 8 го имаме денот на независноста на Република Македонија, 7 имаме свечана седница во киното во Кавадарци, каде што ќе продолжиме традицијата со ведар дух, со позитивна атмосфера, да, здравје Боже, и овој Тиквешки гроздобер како што доликува го поминеме во една мирна, успешна атмосфера. Повик до текот на вчерашниот ден има пријавување на крал и кралица до медиумите нека повелат кои сакат да се вклучат во таа поворка која останала како низ децениите пред нас за тоа како треба да биде организиран и како треба да функционира нашиот Тиквешки гроздобер, кој е голем белег и голема отслика за нашиот град. Во последните 4 до 5 години нивото на функционирање на самиот Тиквешки гроздобер е на едно повисоко ниво, така да оваа година се надевам дека ќе помине во една пријатна и ведра атмосфера. Благодарам што бевте наши гости. Ќе реализираме и понатаму наредни емисии кога ќе направиме една ваква анализа на она што е сработено,
дали можеше подобро и што е следно што ќе се работи. Да ви се заблагодарам за вашиот повик, ми беше посебна чест да бидам денешен ваш гостин во ТВ Објектив. Еден голем поздрав до вашиот медиум и голем поздрав до жителите на општина Кавадарци. Благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам за времето и вниманието. Имајте секое добро со останатите програмски содржини.